Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Се наоѓаме пред дувлото на криминалниот октопод, Централниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Партијата каде председател на Комисијата за земјоделство е Зоран Атанасов, човекот кој е пулен на Заев. Истиот оној Атанасов кој 2 недели криеше од македонската јавност дека во Македонија има случај на антракс. Председателот на партиската комисија за земјоделство на СДСМ, Атанасов, е човекот кој оваа година го остави добитокот во 22 дистриктни подрачја во Република Македонија невакцинирани од антракс. А со тоа постои сериозна опасност оваа болест која што се пренесува и на луѓето да се рашири на цела територија на Република Македонија. Негрижата на Атанасов е негрижа на СДСМ. Атанасов со своето неодговорно однесување го прекршил и законот според кој е должен да ги извести граѓаните кога има случај на антракс во државата. Тој тоа не го сторил и свесно го криел. Зошто? Се уште не знаеме. Почитувани, одговорност мора да има. Атанасов мора да си поднесе оставка. Нестручното и неодговорното однесување и управување со институциите покрај економските загуби во сточарството може да предизвика и човечки жртви. Господин Атанасов, кажете му на вашиот партиски шеф Зоран Заев дека го уништи земјоделието во Република Македонија. Сточарите се во безизлез. Полјоделците и воштарите одамна се во бездна. Земјоделецот го понижите и затоа треба да си заминете. Предвремени избори веднаш. Оваа влада веќе нема капацитет да управува со Република Македонија. Ви благодарам. Дали имате прашање на темата? Имаме прашање. На пресконференцијата во врска со антракс, директорот објасни дека во 22 дистрикти низ земјава, населени места, антраксот постои со децении. Ве обвинуваат за ширење шпекулации и невистини. Видете вака, точно е дека во 22 подрачја во Република Македонија се жаришта на претходни жаришта на антракс, меѓутоа, согласно годишната наредба која што ја носи самата Агенција за храна и ветеринарство, има обврска секоја година да врши превентивно вакцинирање на добитокот во тие подрачја. Ако вакцинирањето во 2018 било на крајот на мај месец, тоа значи дека оваа година на крајот на мај морало повторно да има вакцинирање. Денеска сме август, тоа се пролонгирање на 4 месеци. Замислете, без превентива 4 месеци во тие 22 подрачја постои сериозна опасност да се појави антраксот. Антраксот е болест која се пренесува на луѓето. Во многу случаи знае да биде и летален. Затоа овој несериозен однос и неодговор со бледи пресконференција од страна на директорот е крајно несериозен однос према македонската јавност и граѓаните.